Драги мои браќи и сестри, ние сме црква на сите народи. И посебно ми е драго денес што сме дојдени од, како што рече и брат Мирче, од стара, односно бивша Југославија, од повеќе страни. Да. Слава на Бога! Господ не повикал, ние сме го послушале неговиот глас и сме дошле. Ништо поубаво од тоа. Сме дошле да го прославиме Бога, посебно што денес има и еден убав повод, а тоа ќе биде крштевањето на сестра Драгана. Базенот е подготвен, но тоа ќе биде, како што слушнавме во најавата, во 2:30. И ако не би ги пренел поздравите од пред 2 саботи од браќата и сестрите во Упсала, во Шведска, каде што бевме јас и мојата сопруга, поздравите до браќата и сестрите секаде каде што ќе ги сретнам. Значи, ви ги пренесувам топлите братски, сестрински поздрави од браќата и сестрите во Упсала, Шведска, кои се држат добро. Секако и од браќата и сестрите од Приштина, од Косово. Знаете дека сум таму уште, заедно со јас пензиониран, но Господ во право време го постави пастор Ли од Јужна Кореја, кој што го превзеде кормилото на црквата во Приштина. Но да почнеме со речта Божја, која што не обединила, односно вистината. Пред 2 дена, кога доаѓав, завчера, некогаш го пуштам радиото во колата и посебно ме интересираат вестите. И некаде во 17 часот беше на тие ударни вести на една од скопските радиостаници, кажуваат дека најпопуларната личност во светот е кој? Доналд Трамп. Го превзел водството од папата Фрањо или Франциско, кој што водел на Твитер, ама сега е Доналд Трамп. Со неговите непредвидливи, со изјави, значи, со некаде околу 400 милиони, ако добро се сеќавам, негови следбеници, е личноста број 1 во светот. А зад него е папата. Дали тоа нешто ни говори? Молам? Ама недостасува третиот. Тие двајца и третиот, браќа и сестри. А тоа го читаме во Откровението 16:13. Откровение 16:13.
и видов од устата на аждерот, аждајата, и од устата на зверот, и од устата на лажниот пророк, како излегуваат три нечисти духа како жаби. Зашто се ова духови ѓаволски, кои прават чуда и излегуваат кон царевите на сиот вселенски свет, да ги соберат на бој за оној голем ден на Вседржителот Господ Бог. Овие три нечисти духа, како жаби. Како жаби. Жабата е во рангот на оние нечисти. Особено ако е крастава жаба. Духовите нивни се нечисти духови. На овие три, на ова лажно или фалсификат тројство. Зашто во Светото Писмо имаме свето тројство. Денес ќе бидат изговорени зборовите, ако даде Господ: те крштавам во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Свето тројство. А ова е counterfeit, фалсификат тројство. Се спомнуваат аждерот и зверот и лажниот пророк. Кој е аждерот? Аждајата. Сатаната. Затоа што во 12 глава истото откровение во 9 стих читаме: и беше исфрлен аждерот или аждајата, змевот. Добро, јас преведувам малку старовремски. Кој што е и стара змија, која се вика ѓавол, сатана, кој што го мами сиот вселенски свет, и беше исфрлен змевот, аждерот, аждајата, на земјата. Значи, повеќе за него немало место на небото, бидејќи станал бунтовник, дури и отпочнал војна. И сите ангели нејзини на таа аждаја, на змевот, на аждерот, биле исфрлени на некој начин во карантин на ново создадената земја од Господа, и животот на земјата, и нашите прародители Адам и Ева, и така натаму, и оттаму почнува историјата на нашиот свет. Во карантин, да не можат повеќе на другите светови, каде што исто така има живот. Ако некој го интересира, обично од пријателите кои се желни за вистина, тие прво што ги интересира, има ли живот горе, на други планети. Кој чита, а
дури и е запишано: внимавај на читањето, што читаш, блазен оние кои читаат од книгата на пророштвото, од Светото писмо, од Библијата. Зашто, кажува во 12 стих, 12 Откровението: веселете се, небеса и вие кои живеете на нив. Има, значи, кои живеат на небото. Има светови, Божји светови. Единствената разлика е што таму нема зло, нема грев, овде се во карантин сите демонски духови начело со змевот, кого што го идентификувавме, аждерот, сатаната, односно прататкото на лагата. Првата лага, да се подсетиме, првата лага што ја изрече на нашите родители беше: вие нема да умрете. На тоа ќе биде поентата денес. Вие нема да умрете. Туку ќе станете богови. Тоа е првиот од лажното тројство. Сатаната, змевот, односно спиритизмот, односно дека умрените живеат. Спиритизмот или окултизмот е еден од ова тројство. Аждерот. Нема да умрете. А за тоа, дека нема да умрете, еден ден самиот се фатив. Се уловив. Гледам на телевизија каде што глумците Драган Николич, Петар Краљ, гледам и не можам да верувам. Живи пред мене, а знам умреа. Мои колеги со кои сум настапувал, со Драган Николич на Југословенскиот фестивал на монодрама и пантомима. Тој имаше една своја монодрама, јас имав пантомима на времето. Со Петар Краљ, исто колега во Дубровник, во представата Хамлет, на Дубровачки летни игри. И реков: чекај Никола. Па тие се мртви, а сега пред мене живи. Филмот, телевизијата, спиритизам, браќа и сестри. Живи. И знаењето ќе се умножи. А всушност последните, најголеми напори во книгата Големата борба читаме под наслов спиритизам. Сатаната долго се приготвувал за својот последен напор да го измами светот. Насловот на денешното проучување е Лутер, адвентизмот и последното време. Зошто Лутер? Зашто овој месец е многу значаен
особено 31 октомври. Денот кога Мартин Лутер своите прочуени 95 тези, односно несложување со римокатоличкиот звер, со тогашниот папа и со учењето на римокатолицизмот, 95 тези ги закачи на влезната врата на црквата. Внимавајте сега што прави самиот Сатана, звер, на 31 октомври 1517 година на црквата Сите светци. Така се викала црквата во Витенберг, Сите светци. И за сеќавање на денот на реформацијата, денес во Америка, во Европа, во Јапонија, во Мексико, во Еквадор, каде не, 31 октомври, наместо омаж, наместо сеќавање, наместо подсетување на големиот реформатор Мартин Лутер, кој застана како Давид против Голијат и на челото на катедралата му зададе смртоносен удар на римокатолицизмот со неговите прочуени 95 тези. Но сатаната, како што прочитавме, најголемите напори во последното време, последен напор, долго се подготвувал да го измами светот. Денес нема ништо. Протестантизм is over. Сите протестанти од целиот свет веќе се изјаснија дека од протестантизмот веќе нема што да кажат, завршено е. И овој 31 октомври на вистина ќе биде завршено со протестантизмот. Но не и со Божијата порака, тројната ангелска вест, штафетната палка која што ја превзедоа од Филаделфиската црква, шестата, ја превзеде Лаодикејската црква. Штафетната палка на вистината и ја носи низ целиот свет. Тоа е тројната ангелска вест. Тоа е веста за нашето време денес. Значи, аждерот, едниот од лажното тројство, змевот. Римокатолицизмот, односно зверот, вториот фалсификат. И лажниот протестантизам, она што прочитавме во 16-та глава, 16-та глава, ова се духови, односно од устата на лажниот пророк. Лажниот пророк, тоа е лажниот протестантизам. Мартин Лутер, браќа и сестри, неустрашиво застана против Тецел, специјалниот папски пратеник,
кој што читаме во заглавието Мартин се одделува од Рим. Кога Тецел влегувал во некој град, пред него одел гласник кој велел: пред вашите порти е Божјата милост и милоста на Светиот Отец. Кој Свети Отец? Папата. Народот го поздравувал лукавиот богохулник, како сам Бог да слегол од небото меѓу нив. Во црквата се вовлекла безсрамна трговија, а Тецел од проповедална го издигнувал продавањето на индулгенции како најскапоцен Божји дар. Што биле тие индулгенции? Опроштајници. Тоа биле сертификати со денешен речник. Сертификат. Опростено ти е, што и да си погрешил. Не знам какви дела да си направил. Опростено ти е. Во оваа гатка, во оваа тајна, се плашам и ние како адвентисти да не сме се уловиле. Зошто? Затоа што многумина веројатно таму паднал и евангелизмот, евангелистите и многу од протестантите. Еднаш крстен, за секогаш крстен. Еднаш спасен, за секогаш спасен. Па и да си грешам. Господ ќе ми даде индулгенција. Аха. Ќе ми даде опроштајница. Па можам да си грешам. Адвентистички индулгенции, браќа и сестри. Господ рече на жената што клечеше во прашината, кога и рече: никој не те осуди. Бидејќи сите покарани од својата совест, ја напуштија жената фатена во прелюба. А таа рече: никој не ме осуди, Господе. И јас не те осудувам. Оди и греши, а? И рече греши понатаму? Не и рече оди и греши. Току и рече оди и повеќе немој да грешиш. Оти немам индулгенција за гревот еднаш кога ти е опростено. Немам индулгенции да делам сертификати за секој грев. Еднаш кога си ја запознал вистината, немој да грешиш. И Мартин Лутер се соочи со Тецел, се соочи и со Томас Минцер. Минцер беше негов во почетокот соработник во објавување на сите вистини кои што Господ тогаш му ги пласираше и преку соработниците дури на Мартин Лутер. Знаците на времето кажуваат, драги браќи и сестри, дека многу скоро адвентистите ќе се соочат со римокатоличкиот звер, со
иконата на зверот или американската икона, која е најпопуларната личност во светот? Доналд Трамп, кој што веќе направи еден чекор и потпиша ден за молитва. Да биде недела. Знаете тоа? Дека потпиша ден недела да биде ден за молитва. Тоа е првиот чекор. А следниот чекор е ден за одмор. Наскоро ќе биде наметнат жигот на зверот неделата. Значи, некако да заклучиме. Овде е трпението на светиите. Не на сите светци. Зашто денот сите светци, јас додека не бев во вистината, додека ја барав вистината, морам да бидам искрен. Еден ден ме понесе масата и јас во Куманово на денот на сите светци, значи и православието тоа го практикува, бдеев цела ноќ на гробиштата во Куманово. Барајќи ја вистината. И Господ ми ја откри вистината и немам зборови на благодарност како да му заблагодарам за она што сега го знам. За вистината Исус Христос. Значи, овде е трпението на светиите, не на сите светци. Светиите кои ги држат заповедите и ја држат верата Исусова. А верата Исусова, односно духот на сведочанството Исусово е духот на пророштвото. И денес се бараат лутеровци. Давид какви шанси имаше против Голијат? Сите си мислеа во тој момент за жалење. Давид. Кој може против Голијат? Кој може да се бори со оној джин, со оној див? Ама еден обичен пастир, Давид, ти идеш против мене со меч, со штит, а јас одам против тебе во името на Господа над војските. Треба само да веруваш дека Господ ќе ја заврши работата. И сношти, како што убаво ми беше на срцето кога проучувавме, дека јас повеќе не живеам. Туку живее во мене Исус Христос, Галатјаните 2:20. А тоа што сега живеам во тело, не живеам јас, туку живее Исус Христос, кој умре за мене и себе се предаде за мене. Господ е нашата сила, нашата крепост, нашето спасение. Со вера во Господа. Ако имате вера, зрно синапово, планини ќе преместувате. Од едно место на друго. Всушност, верата е покренувачка сила. А љубовта е нешто многу
повеќе и од верата и од надежта. Сите светци на 31. октомври, целиот свет, само може да го спомнат Мартин Лутер, а ќе си тераат нивни пагански обичаи. Например, еден ден, додека беше поствоениот период во Косово, во Приштина, имаше од сите страни дојдено во УНХЦР, во КФОР, во многу невладини организации, и дојде еден од Мијанмар, службеник во УНХЦР, кај нас, дома. Инаку таму се будисти, будистичка вера. И вели, дојадило ми, досадило ми од будистички верувања. Кај нас, вели, во нашата земја, умрените не ги закопуваме. Па што им правите? Си ги чуваме дома. Да живеат со нас, тие живеат со нас. Така не учи будизмот. Па чекай, како ги чувате, тоа се распаѓа. Не, вели. Доаѓа будистички свештеник и со некакви инекции успеваат да телото го мумифицираат. Го осушуваат, кожа и коски. И си има воспоставено будистички обичаи, ритуали, ред, кога треба да дојде тој будистички свештеник, да изврши, како овде едно опело кај нас, таму еден будистички обичај, каде што, меѓу другото, во присуство и на мали деца и на се, го бањаме телото, го миеме, го чуваме и на крај ќе му платиме. И колку му плаќате? Па да има таа цена што ќе ја добие за една негова служба, ќе може еден месец во еден убав хотел да живее со таа сума. Ете, тоа беше споредбата негова. Еден месец убаво да си живее во хотел. За една служба околу умрениот. И ми дојади и одлучив да бидам христијанин. И имав прилика да му посведочам дека и сите христијани не се христијани. И во исто место да не се најде случајно пак каде што сите светци ќе бидат пак славени. Значи, хорор, Франкенштајн, Дракула. Пак дојдовме до филмовите. Пак до некакви серии. Хорор. Во прочуените гробишта Пер Лашез во Париз, дали знаеме чиј гроб е најпосетениот гроб? И секогаш со нови цвеќиња. Гробот
на Ален Кардек. Таткото на европскиот спиритизам. Нема да умрете. Нема да умрете. Тие живеат и ден денес. Во Мексико, на денот на сите светци, децата, а го нема Мартин Лутер. Нема ништо од Мартин Лутер. А посебно во Америка. Денот на реформацијата. Децата ги повикуваат умрените, духовите на умрените деца. А за сеќавање на тоа, родителите им донесуваат на стапче зашеќерено, засладено јаболко. Дали не асоцира тоа нешто? На некое јаболко? А ева и јаболкото. Нема да умрете, јаболко. А најголемиот спиритистички амблем што денес го има, речи си, секое дете враце, а овде е гризнатото јаболко. Apple. Гризнатото јаболко. Нема да умрете. Спиритизмот, браќа и сестри, се прашував како ќе ја отпочне својата работа во последното време. Како ќе ја отпочне својата работа? Па преку ова или од ова. YouTube. Посебно YouTube. Спиритизмот го имаш дома. Драган Николич, Петар Краљ, ги гледам живи. Ги гледам живи. А умрени се. Овој троен сојуз, добро знаеме за тоа пророштво, кога протестантизмот ќе ја пружи раката преку понорот, преку Атлантскиот океан, кон зверот, и овие заедно ќе ја пружат раката кон спиритистичко делување кое денес, реков, и мали деца, веќе не се гледаат ни со родителите, не знаат дали е време за ручек, за јадење, или, евети го малку, за да имаш и ти време и јас време, евети го во раците на спиритизмот, ова помагало, и мали дечиња. Театарот од каде што излегов, браќа и сестри, исто спиритистички. Гледате таму глумат нешто, некои умрени, некои непостоечки, и се внесувате во тоа, и верувате во тоа. Засладено јаболко. Мартин Лутер, велат, ги приковал 95 тези на црквата, која се викала Сите светци. А за сеќавање на денот на реформацијата, еве, Сите светци ќе ги славиме. Каква бласфемија, богохулење!
Какво ругање и смејување од страна на аждерот. И на крајот да прочитаме уште нешто од цитатот. Пророкот кажува: видов 3 нечисти духа, како жаби. Зашто тоа се ѓаволски духови кои прават чуда. Тие одат кај царевите на целиот свет, за да ги соберат за војна во оној голем ден на Бог Вседржителот. Со исклучок на оние што ќе ги сочува Божјата сила со вера во Неговото Слово. Кој ќе биде сочуван? Од омега измамата, лагата, само оние кои остануваат со вера во Божјото Слово. Во оваа измама ќе биде вовлечен целиот свет. Да види и камерата. Целиот свет. Народот успиен. Ама баш така. Успиени. Гледа и ќе заспие. Гледајќи. Народот успиен во кобна сигурност ќе се разбуди дури тогаш кога врз него ќе почне да се излева Божјиот гнев. Господ Бог кажува: ќе ја поставам правдата за мерило и справедливоста за терезија. Врнежи од град ќе го уништат за солништето на лагата. Врнежи, ова е во Исаија 28, 17 и 18. Врнежи од град, а оној последен град, знаете каков ќе биде? Големина на човечка глава. Град, градушка. И води ќе го потопат местото на заклонот. И сојузот ваш со смртта ќе биде уништен. Договорот ваш со пеколот нема да остане. Кога ќе мине камшикот, бичот, кој казнува се, вие ќе бидете згазени. Кога Господ ќе дојде, никој не знае. Ама има една многу убава мисла. Во оној час кога не мислиш, ќе дојде. Кога не го очекуваш, кога си заспан, далдисан, ќе дојде. Господовото второ Христово доаѓање е во наши денови, браќи и сестри. Толку скоро, што ќе биде изненадувачки, како крадец ноќе. Никој не очекува крадец ноќе. Неочекувано. Како молња од исток кон запад. Видливо. Да не лаже некој, тој веќе дошол, тој е веќе на земјата. Видливо. Молња. Прашањето е, дали ќе бидам спремен? Како ќе бидам спремен? Еве го рецептот и да завршиме. Како ќе бидам спремен? Внимавај што читаш, со што го храниш својот ум. 1 Тимотеј 4.13. Пази на читање. Пази што гледаш.
Непријателот знае дека умот во голема мерка се наоѓа под влијание на она со што се хранам. Каква храна? Тој се труди, непријателот, да наведе и млади и стари, возрастни, да читаат приказни, бајки, Франкенштајн, Дракула, Хари Потер и друга литература. Тие кои што ќе му се покорат на такво искушение, губат секаква желба за проучување на Библијата. Библијата е веќе неинтересна. А Библијата е лебот на животот. Леб. Можеш без леб да живееш? Без храна? Леб на животот. И таквите веќе немаат никакво интересирање за проучување на Библијата. А што се однесува до нивните морални снаги, тие слабеат. Па нормално, бајки. Читам, гледам бајки. Спиритистички перформанси. Гревот изгледа се помалку и помалку одбивен, се покажува се поголема и поголема неверност, се поголема одбојност кон практичниот живот и практичните животни навики, и кога умот ќе стане изопачен, спремен е да прифати било какво читање кое има таков поттикнувачки карактер. И човекот полека. Сте слушнале за орелот како бил уловен? Еден ден орелот видел риба во езерото. И тој сам успеал да ја фати. Ама не било секогаш лесно да фати. И тој видел веќе фатена риба на готово, ставена на камен. И ја фаќа рибата. Ја јаде. Потоа, бидејќи му било тешко да дојде до брегот, тука му е на каменот, така се опуштил и наредниот ден гледа риба, до следниот пат, кога една мрежа го поклопува. Полека, чекор по чекор, сатаната прави замка, клопка за секого. Мислите дека некој е поштеден? Дека многу сме му мили? Знае дека уште малку време има и дека целиот свет ќе гине и самиот, и затоа целиот свет е осуден, заедно со него. А блазе на оние кои читаат од книгата на пророштвото. Откровение 1.3. Зашто времето има уште време? Не, близу е. Денес сме 7. октомври 2017 година. Уште малку 500 години од Мартин Лутер протестантизмот заврши. Но адвентизмот не заврши.
Господ има убав план преку тебе и мене. Да излеземе во овој свет, да му ја објавиме тројната ангелска вест. Ако јас не, Господ има друг. Ама тешко мене, ако јас не прифатам Божји план и соработка. Моја желба и молитва е, драги мои браќи и сестри, сите ние, адвентисти на седмиот ден и уште поточно адвентисти 7 дена, да бидеме, да се најдеме спремни. Многу скоро. Јас не можам тоа да го искажам. Не можам да речам и дека го чувствувам. Ние на чувства не се ослонуваме. Туку на пишаното. Еве ќе дојдам скоро. Јас ќе ги заокружам 70 години, ама како вчера се сеќавам, како дете, кога бркав врапци. Како вчера. Значи, кога мина 70 години? Тоа ќе му дојде како еден ден. А Христовото доаѓање ќе биде изненадувачки. Покрај се што знаеме, ќе биде изненадувачки. Неочекувано. Да се најдеме сите спремни. Денес, во овој час, да речеме, еве ме Господе. И да го поздравиме. Заедно со нашите мили, драги, деца, родители, пријатели, со сите околу нас, зашто тебе те поставил во твоето место, мене во моето место и сегде Господ поставил светилници на неговата љубов и милост. И да речеме, да го препознаеме тој час. Еве го Господ кога го чекавме. Тој ќе не спаси, а има од што да спасува. Светот, кризата, тоа што иде, тоа човечко перо не ќе може да го опише. Тоа е неописиво. Тоа е каков цунами, тоа ќе биде хаос. Господ да биде милостив на секого од нас. А нему вечна слава и држава. Амен.